Гласници на надежта. Глава 41. Некои важни споредби. Во секојдневниот живот ние учиме да ги споредуваме работите една со друга. Најверојатно во твојата заедница имаш одредена изрека како на пример тврди како камен или пак темно како ноќ. Овие се изреки кои ни се познати на нас. Да се направи споредба е добар начин да се учи. Тоа што ние не го познаваме, може да го споредиме со тоа што го познаваме. Понекогаш може да сретнеме некого кој не потсетува на наш пријател или пак не потсетува на член од своето семејство. Ако внимателно го гледаме, може да се приметат особини кои ја идентификуваат таа личност или предмет, но сепак ние треба да знаеме што бараме. Имаме една изрека на англиски. Птиците со пердови се собираат заедно. Без разлика за каква птица станува збор, штрк или било која друга птица, тие обично патуваат заедно. Тоа е исто така вистина во други размислувања за животот. Тоа може да го видиме во Евангелие по Јован, 8 глава, од 37 до 47 стих. Знам дека сте Авраамово потомство, а сепак сакате да ме убиете. Зошто моето слово нема место во вас? Јас го зборувам тоа што сум го видел кај мојот татко. Исто и вие го правите тоа што сте го слушнале од вашиот татко. Му одговорија и рекоа: Наш татко е Авраам. Исус им рече: Ако сте Авраамови чеда, вршете ги Авраамовите дела. А сега сакате да ме убиете мене, човекот кој ви ја кажа вистината што ја слушнав од Бог. Авраам не постапи така. Вие ги вршите делата на својот татко. Тие му рекоа: Ние не сме родени од блудство, имаме еден татко Бог. Исус им рече: Ако Бог беше вашиот татко, ќе ме љубевте мене, затоа што јас излегов и дојдов од Бог и не дојдов само од себе, туку тој ме испрати. Зошто не сваќате што ви велам? Затоа што не можете да го слушате моето слово. Вие потекнувате од вашиот татко, ѓаволот, и сакате да ги исполнувате желбите на вашиот татко. Тој беше човекоубиец од почетокот и не остана при вистината, затоа што во него нема вистина. Кога зборува лагата, зборува од своето, затоа што е лажливец и татко на лагата. Но мене не ми верувате, бидејќи ви ја зборувам вистината. Кој од вас ме обвинува за грев? Ако ја зборувам вистината, зошто не ми верувате? Оној кој од Бог ги слуша Божјите зборови, а вие не ги слушате, затоа што не сте од Бог. Од овој текст може да испитаме одредени области што треба да ни помогнат да разбереме кои споредби се важни. Постои сличност со таткото. Може да кажеме дека ова е семеен идентитет. Секој еден од нас има одредени навики кои јасно укажува дека сме дел од нашето семејство. Ти го имаш твоето, а јас моето. И Исус направи споредба на таа точка. Тој им рече на јудејците: Вие го правите она што вашиот татко ќе го каже. Јас го правам тоа што мојот татко ќе го каже. И сепак Исус отиде надвор од физичката сличност. Тој го однесе до моралната и духовната димензија, до тој дел од животот кој го контролира однесувањето. Во поголемиот дел од однесувањето е контролирано по моделот кој го следиме. Исус рече дека ја извршува татковата волја и тие ја извршуваат волјата на нивниот татко. Тие алудираа на фактот дека Авраам е нивниот татко. Кога кажаа дека Авраам е нивниот татко, тие мислеа само за физичкото. Исус им посочи дека тоа што тие сакаат да му направат на него, ако навистина Авраам им беше нивен татко, немаше да го направат. Ниедно барање нема да се изврши во семени линии се додека делата не се совпаднат со барањето. Еве една споредба. Сличност со таткото. Има и втора споредба. Сличност со Бог. Тука дадоа многу залуден предлог. Тие рекоа дека Бог е нивниот татко. Тие подразбираат дека Исус е роден од блуд, бидејќи е роден од девица. Тие рекоа: Бог е нашиот татко. Се обидуваа да направат духовна привлечност, но Исус ги тестираше со доказ. Тој рече: Ако Бог беше ваш татко, ќе ме љубевте мене, но вие не ме љубите. Затоа што јас излегов и дојдов од Бог, и не дојдов сам од себе, туку тој ме испрати. Мој пријателе, ставот на срцето е многу важно. Тој рече: Зошто не разбирате што ви велам? Затоа што не можете да го слушнете моето слово. Ставот на срцето е многу важно.
Празни тврдења се бескорисни, освен ако не се подкрепени со правилно однесување. Никој не може да тврди дека е сличен на Бог и да не го сака Исус. Има и трета сличност, сличноста на вистината. Тука Исус поставува многу важен пример. Тој го исклучува ѓаволот. Тој рече, нема вистина во него, нема мир во него, тој е убиец и лажго од самиот почеток. И сите кои го следат него, се како него. Вие потекнувате од вашиот татко, ѓаволот, и сакате да ги исполнувате вашите желби на вашиот татко. Тој беше човекоубиец од почетокот и не остана при вистината, затоа што во него нема вистина. Кога зборува лага, зборува од своето, затоа што е лажливец и татко на лагата. Заклучокот е многу трезвен. Секој кој го следи ѓаволот е како него. Така, постои и исклучување на неверните. Дали откривте нешто тука? Мој пријателе, вистината разделува. Вистината од Бог разделува. Зошто не ми верувате? Вие кажувам вистината, но вие не ми верувате, рече Исус. Тој продолжи да објаснува дека вистината си има свој извор во Бог. Божјите зборови се вистина. Сакам да си сигурен и да го разбереш ова. Кој од вас ме обвинува за грев? Исус праша. Ако ја зборувам вистината, зошто не ми верувате? Тој кој од Бог ги слуша Божјите зборови, морам да инсистирам, мој пријателе, дека вистината разделува. Ја одделува грешката од вистината. Овие споредби и дома ни се случуваат, нели е така? Што твоето однесување открива за тебе? Твојата сличност на таткото се покажува. Јас апелирам до тебе, верувај во Бог, прифати ја вистината и Бог со сигурност ќе те благослови. Гласници на надежта.